Здраво на сите! Во ова видео ќе се обидам да ви објаснам како да ја инсталирате и како да ја користите библиската апликација на вашиот мобилен телефон или таблет. Како прво, треба да започнеме со тоа што ќе ја симнеме самата апликација од Google Play Store, така што ја отвараме прве апликацијата Play Store, кликаме на неа. Кога ќе се отвори апликацијата Play Store, во горниот дел во Search for App и Games, кликаме и внесуваме BIBLE, кликаме на лупата и бараме апликација која има икона, која изгледа како затворена Библија и врз неа пишува Holy Bible, а името на апликацијата е Tche Bible App Free плюс аудио плюс Offline плюс Daily Study. Од десната страна имаме Install, кликаме на копчето Install и почекуваме самата апликација да се симни на мобилниот телефон и да биде инсталирана. Ова може да потрае некое време. Откога апликацијата е инсталирана, во десниот дел не се појавува копчето Open, кликаме на него, со што се отвара самата апликација и овде многу е важно да се најавиме на самата апликација со нашата Google акаунт или Google сметка, затоа кликаме на Continue with Google и се најавуваме со нашата сметка, со што веќе сме влезени во самата апликација. Прво што можеме да забележиме дека во долниот дел има повеќе табови. Моментално не интересира само во долниот десен дел табот More. Кликаме на него и бараме Language, одиме надоле и бараме Language, со што ќе смениме јазикот на самата апликација, како и јазикот на Библијата што ќе ја читаме. Кликаме на Language, каде што е English кликаме, во горниот десен дел има лупа, кликаме на лупата, со македонски фонт, пишуваме МАК, македонски, со што веќе на апликацијата интерфејсот е на македонски јазик, одиме библиски текст, English кликаме на него, пак горниот десен дел на лупата, кликаме и пишуваме МАК македонски, со што веќе ќе ни бидат понудени опции за Библија на македонски јазик. На копчето назад кликаме, со што веќе може да видите доле дека ги имаме табовите Дома, Читај, Планови, Откри и повеќе. Прво што ќе направиме е одиме на Читај и каде што може да видите дека пулсира МК2006. Тоа значи дека моментално сме на верзијата МК2006 од Библијата. Кликаме на неа и ни се отвара мени на кое можеме да ги видиме 6 верзии од Библијата на македонски јазик. Како што може да видите, од десната страна има копче Превземи. Сега јас моментално ќе ги превземам М-ната. Значи овде ќе ве прашат дали дозволувате пристап. Дозволете. Значи се превзема М-ната, ќе превземам МКБ, исто така и ќе ја превземам МК2006. Специфично за МК2006 е тоа што може да видите дека има иконка со звучниче, за која ќе ви зборувам малку подоцна. Со ова, ние сме сигурни дека овие 3 верзии се даунлодирани на нашиот телефон или на нашиот таблет и можеме да ги користиме офлайн, тоест кога немаме достап до интернет. Значи се враќаме назад. Еве, пак кликаме на МК2006 и сакаме да читаме, например, динамичен превод. Кликаме на динамичен превод и веќе се менува самата верзија на Библијата. Ако сакаме да прочитаме некоја друга глава, кликаме на Јован. Тука можеме, значи, да одбереме дали сакаме
да ги читаме Евангелијата или некој од посланијата. Еве, например, сакаме да прочитаме 1 Коринтијани, 13 глава, од првиот стих. Како што може да видите, се појавува цела глава, ја читаме до крај. Исто така, значи, може да видите дека има копче лево и десно. Со тие може да одиме една глава напред или една глава назад. Еве, например, ќе одиме една глава напред. Гледате дека се менува 1 Коринтијани 14 глава, ако кликнеме на левото копче се враќаме на 13 глава. Ако сакаме да обележиме некој стих, значи кликаме на самиот стих, еве ќе се обидеме со стих број 4 и стих број 5 од 13 глава. Само допираме врз нив и тие се обележуваат и ни се отвора мени со опции што можеме да направиме со овие два стиха. Значи можеме да ги споделиме, може да направиме слика, да ги споредиме, да направиме белешка. Другите опции се моли се, обележувач, копирај, поврзано. Моментално само ќе ги обележиме со црвена боја. Кликаме на црвената боја доле и самите се обележуваат со црвена боја. Исто така, можеме да направиме слика од стиховите. Еве, например, ќе се обидеме со стихот број 8, кликаме на него и од опциите одбираме слика, со што ни се отвара галерија од слики која ги има самата апликација. Еве, ја ќе одберам една. Од деснен дел има одбери слика и веќе во долниот десен дел има опции кои може сами да ги разгледате. Зачувај, со што ни се појавува и копчето сподели, со кое може да споделиме на социјалните мрежи. Кликаме неколку пати назад. Интересно што би можеле да го споделиме, исто така е опцијата пријатели. Значи кликаме на повеќе. Под известување пријатели, кликаме на пријатели, додај пријатели. Имаме повеќе опции како да се додадат пријатели. Дали преку контакти или преку Facebook. Јас ќе се обидам да додадам пријател кој ја користи оваа апликација. Во горниот десен дел има лупа. Кликам на лупата. И еве ќе го барам, например, Горан Андреевски. Значи кликам на профилот и додади за пријател. Кликам додади за пријател. Со што поканата за пријателство е испратена. Се враќам назад. Кога пријателот на кого сте му прателе покана, ја прифати вашата покана, неговите обележани стихови како и слики ќе се појавуваат на почетната страна како што се појавуваат моите, кои што може да ги видите на екранот. Друга опција што ја спомнав е за верзијата MK2006. За да ви го покажам тоа, значи одиме во читај. 1 Коринтијани 14 глава МН-та, значи кликаме на МН-та, одбираме MK2006. И како што може да видите на средишниот дел, над табот планови, има копче play, со што се активира аудиобиблија на македонски јазик. Значи, бидејќи сме на 1 Коринтијани 14 глава, сега ќе почни да се репродуцира таа глава. Кликам play, за да видите и да чуете како тоа звучи. Глава 14. Дарови во заедницата. Стремете се кон љубовта. Ревнувајте за духовните дарови, а особено да пророкувате. Во MK2006 верзијата морам да напоменам дека имате аудиобиблија на сите Евангелија и посланија од Новиот Завет. Еко што може да видите, значи покрај секој од нив има звучниче што покажува дека ова верзија има аудиобиблија.
Отприлика това би било се. Ви посакувам убав ден. Поздрав!